На семејството чии 3 деца загинаа во пожар во нивниот субстандарден дом во Велес, социјалните работници му нуделе сместување под кирија уште пред да се случи трагедијата, но тоа одбивало, тврди министерката за труд Мила Царовска. Таа потврди информацијата на еден ТВ дека во петокот и денеска социјална инспекција испитува работата на центарот во Велес, дали има пропусти во постапувањето со ова семејство. Но како и директорката Азиза Џини, која за нашата телевизија тврдеше дека центарот е чист, и Царовска потенцира дека одговорноста на социјалните работници завршува со исплата на одредени социјални права. Таа како и Џини тврди дека претходно тие биле посетувани од социјални работници, се дел од системот на социјална заштита, а добиле и еднократна парична помош и поддршка. Македонија живее со 30% сиромаштие и тоа е така. И не само што утврдиле дека е таква фактичката состојба, туку им било и понудено да живеат под кирија, да им се плати кирија во посоодветни услови, но не прифатиле. Дури денеска, значи откако се случи трагедијата, тие прифаќаат да живеат под кирија и тоа само за 1 месец. Вие може да ги контактирате нив, ние денеска се трудиме да им обезбедиме место под кирија, а после тоа да си добијат и некаква можност за долгорочно сместување. Царовска потенцираше дека сегашниот систем на социјална заштита е поставен да трансферира пари кон граѓаните и тука да заврши приказната. А подобра грижа ќе нуди новиот закон кој треба да почне да се применува од 2019 година. Во моментов еден социјален работник води 350 до 500 случаи, што според министерката е невозможно да се менаџира. Затоа во текст се огласи за вработување нови 136 лица, а од јули до октомври сите социјални работници и 30% од вработените во армијата ќе посетуваат обуки за управување со социјални случаеви. Инаку заврши увидот на обвинителството и полицијата за пожарот во кој изгореа 3 деца, а нови детали од истрагата нема ниту денеска. На распит се повикуваат други лица кои можат да помогнат да се расчисти случајот, а сомнежите дека пожарот е подметнат и човечки фактор е во игра се уште се на маса. Трагедијата која го шокираше не само Велес, туку и цела Македонија, покрена бура реакции во јавноста која бара одговорност.